Еве назад во утрински брифинг и со овие хокеарски измени кои што ги правиме во разговорите кои што ни траат по 10 на 15 минути. Така во наредните 15 на минути ќе зборуваме за оно што значи народен правобранител и наодите кои што мрежата за дискриминација ги има во својот извештај. Имено вчера барем се осврнавме на онаа тема на новата комисија за спречување и заштита од дискриминација согласно новиот закон или кој што беше донесен на 27 октомври. И меѓутоа се осврнавме на составот на таа комисија. Овој ден ќе зборуваме за каков наследник му е потребен на актуелниот народен правобранител Иџет Мемети. Затоа гостин господинот Стојан Мишев од Сдруженијето ЕСЕ. Добре дојдовте во утрински брифинг. Ви благодарам на поканата. Јас само начнав дел од она што ќе разговараме во наредните 15 на минути, но започнав со комисијата за антидискриминација, затоа што шпекулативно во медиумите веќе има дека господинот Мемети се подготвувал да биде на чело на таа комисија, а наодите од извештајот кој што го прави коалицијата за заштита од дискриминација не се во полза на неговата работа. Добро, јавноста имаше можност да слушне од страна на, да кажеме, на представници на политичките партии кои веќе алудира со одредени имиња во однос на тоа кој треба да биде, да речеме, иден народен правобранител или кој би требал да бидат членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Најпрво сакам да напоменам дека ние како граѓански организации кои што сме дел од мрежата за заштита од дискриминација, долги години работиме во суштина на заштита на индивидуалните слободи и права на граѓаните, поготово во ситуација кога истите се дискриминирани. Од тој аспект составен дел на нашата работа е следење и на работата на телата кои во суштина треба да ги штитат граѓаните од дискриминација. Во овој случај тоа е народниот правобранител, кој по дефиниција треба да биде независна институција. Впрочем, тоа е независна институција која одговара пред пратениците во собранието, кои пак се избрани од народот. Основната претпоставка е овде дека тоа ќе биде институција која што треба да ги заштити правата на граѓаните во случај кога тие се прекршени од страна на на органите на државната управа или правните лица со јавни овластувања. Од тука како организација ние паралелно работиме на ова поле. Значи уште еднаш ќе напоменам, неопходно она што е суштински дел на нашата работа е следење на работата на овие тела, при тоа следење на изборот на членовите на овие тела, затоа што тоа можеби суштинскиот момент, тоа е избор на професионални стручни лица кои ќе гарантираат заштита од дискриминација во рамките на своето работење. Во дел од оние наводите, бидејќи сега, добро, господинот Иџет Мемети ја водеше оваа институција народен правобранител, неговото име, неговата работа ја се отсликува секако, меѓутоа загрижува тоа што во следењето на неговата работа од диапазон од 10 години се гледа како таа институција прво и фали огромна доза на транспарентност, второ институција која што на некој начин балансира помеѓу владеачката гарнитура и оно што треба да го работи институција, односно човек кој што себе се нарекува институција, со тоа со оправдувањата дека нема доволно кадар во својата канцеларија за да ги завршува постапките. Имено загрижуваат повеќе од наводите, но еден од наводите кој што вели дека и тогаш кога постапувал по одредени постапки, кога имало одредени случаеви, самата институција народен правобранител кога не ги добивала одговорите од институциите, ниту ургирала, ниту барала конкретни одговори, ниту ги запазувала своите рокови. Тогаш, веројатно, господинот Мемети во наредниот мандат и нема многу што да бара. Точно, вие начнавте дел во суштина на одите кои ние ги утврдивме во рамки на нашето постојано се повикувам на тие работата. Точно. Значи конкретно ова се наводи од последниот извештај кој го подготвивме, а опфати работата на народниот правобранител на полето на заштита од дискриминација за еден период од 10 години, од 2010 до 2019 година. Впрочем и многу убаво ги потенциравте главните поенти, да кажеме, главните наводи од тој извештај. Најпрво тоа е прашањето за недостаток на транспарентност и отчетност кога зборуваме за предметите за заштита од дискриминација. Во суштина, народниот правобранител обезбедува доста основни и општи информации од кои не можеме да извлечеме подетални заклучоци за неговото постапување, односно постапувањето на институцијата по претставките за заштита од дискриминација.
Па така во годишните извештаи на Народниот правобранител отсуствуваат податоци за детални податоци за основат на дискриминација, но и лични податоци за дискриминираните граѓани кои како се потребни за тековно следење на состојбите. Немаме податоци за пол, род, етничка припадност, ниво на образование, работен статус. Немаме податоци за... А примарната улога е таа? А примарната улога е да ги заштити луѓето од дискриминација. При тоа, нема детални податоци за во однос на тоа што презеле државните органи за надминување на дискриминацијата. И така се соочуваме со ситуација, она што е можеби главен недостаток на целото постапување, најпрво отсуството на систем, соодветен систем за собирање на податоци и информирање на јавноста, бидејќи тие податоци се тамо. Значи Народниот правобранител располага со овие податоци затоа што луѓето ги обезбедуваат овие податоци кога поднесуваат представка за заштита од дискриминација. Меѓутоа во јавност во годишните извештаи не се толкувани овој дел од податоците. Потребно е да биде транспарентен во тој дел, отсуствува тој систем и она што особено загрижува е отсуствува систем за следење на спроведувањето на препораките и мислењата кои тој ги дава кон државните органи кои направиле дискриминација. Како резултат на тоа ние немаме во делот предметите на Народниот правобранител воопшто не превзел дополнителни действија за надминување на дискриминација во ситуација кога државните органи не го промениле своето однесување. Ние имавме, да кажеме, завршени предмети во представки со известување од Народен правобранител дека постапката е завршена и со најава дека државниот орган ќе го промени своето однесување и ќе престане да врши дискриминација, меѓутоа следејќи ги истите тие случаи, подоцна гледаме дека државните органи повторуваат дискриминацијата кон ранливите групи на граѓани. Значи, неопходно е воспоставување на систем за собирање на податоци, но и систем на следење на препораките. Отсуството на санкции за оние државни органи кои што не ги почитуваат препораките е уште една причина зошто во пракса отсуствува ефектот од работата на Народниот правобранител. Значи, ако зборуваме можеби за позитивни аспекти од неговата работа, она што е утврдено е можеби запазување формално правно на законските одредби во смисла на покренување на поставка по претставки за заштита од дискриминација, почитување на законските рокови, спроведување увид во дел од предметите, меѓутоа ако отсуствува ефектот, ако граѓаните и понатаму се дискриминирани од истите државни органи, ние во суштина не можеме да зборуваме за ефективна заштита од дискриминација. Да. Господин Мишев, при отсуство на таков развој на таа институција, нели и самите вие како мрежа за антидискриминација и особено активисти кои што работат во полето на подобрување на човековите права, и извештајот на Прибе исто треба да се напомене дека голема е критиката према оваа институција. Во отсуство на таков развој, унапредување и подобрување на овие прашања, верувате ли дека наидовме како општество на разбирање дека е многу неопходен тој закон за спречување и заштита од дискриминација? Меѓутоа клучен беше оној член 18 амандман на член 18 кој што зборува за изборот на новите луѓе во таа комисија, што значи следствено на тоа колку пак овде има простор за новиот профил на човек кој што ќе биде ставен на таа позиција да биде надвор од она што значат партиски договори. Најпрво во контекст на вашето прашање сакам да потенцирам еден суштински проблем во суштина во нашето општество, тоа е недостатокот на политичка волја за избирање на независни членови на овие тела кои во суштина треба да ги штитат граѓаните од државните органи. Недостаток на политичка волја за спроведување на една транспарентна постапка за избор и избирање на стручни лица, професионалци, затоа што и tekako има луѓе кои што еден долг временски период работат во оваа област и биле доста активни и се препознаени како луѓе, како лица кои што обезбедувале така квалитетна помош за заштита на правата на граѓаните, вклучително и заштита од дискриминација. Она што алудираме како граѓански сектор, како организација индивидуално и како дел од мрежата за заштита од дискриминација е надминување на овој проблем. Како дел од нашите активности за застапување за да го надминеме овој проблем, предлагаме подетално законско регулирање на постапката за избор на членови на овие тела во рамки на самиот закон. Односно, она што ние го бараме е преку попрецизни законски одредби за тоа како ќе се изберат овие членовите на овие тела, да имаме една транспарентна постапка која ќе резултира во избор на стручни и професионални лица, која пред се ќе биде ослободена од влијанието на политичките партии. Она што ние конкретно го бараме
пред се спроведување на транспарентна постапка и запознавање на јавноста со биографиите на сите пријавени кандидати. Са без разлика. Можеме биографиите некаде и се доволно набилдени да имаат звучни имиња. Точно, кога ќе биде информирана јавноста, помало ќе биде можноста за политичко влијание, затоа што ќе се види кои луѓе се пријавиле. Понатаму бараме вклучување на граѓанскиот сектор, затоа што граѓанскиот сектор и пред усвојувањето на законски одредби кои регулираат антидискриминацијата во оваа држава, работеше и работи на заштита на правата на дискриминираните граѓани. Исто така бараме утврдување на прецизни рокови во секоја фаза од постапката. Ние бевме сведоци минатата година, значи законот за заштита од дискриминација, еве сега ако зборуваме, иако беше усвоен во мај 2019 година и требаше да резултира после 3 месеци да се отвори постапка и да се изберат членовите на таа комисија, ние не до август и не до крај на година, до распуштање на собранието февруари 2020 година немавме избрано. Тоа затоа што во законот немаше прецизни законски рокови, односно цениме дека постоечките законски одредби не даваат доволна гаранција дека таа постапка ќе биде транспарентна и ќе биде спроведена во еден прецизен законски илитен законски рок, се со цел. Заради ова ние сега сме соочени во ситуација веќе од година и пол да немаме активна комисија за спречување и заштита од дискриминација. Значи како граѓански сектор затоа посветуваме толку внимание на овој дел во смисла за законско регулирање. Ако во оваа држава политичките партии изразија разбирање и согласност дека ќе спроведете на транспарентна постапка и дека во овие тела кои по дефиниција се независни ќе бидат вклучени навистина независни надпартиски луѓе, ние тогаш немаше да бараме измена до уредување на законот. Меѓутоа, кога зборуваме мораме да напоменеме дека оваа препорака, ова барање не е само на граѓанскиот сектор. Ова се пред се потребите на дискриминираните групи на граѓани и исто така она што мораме да го нагласиме е дека и меѓународни релевантни тела како што е Венецијанската комисија исто го детектирале овој проблем во нашата држава и укажа на тоа дека во Македонија, односно во законот за заштита од дискриминација треба подетално да биде уредена таа постапка. Вие верувате во таа политичка волја? За транспарентност. Ние секојдневно се бориме да го предизвикаме тој недостаток на политичка волја. Впрочем, и нашата улога како граѓански сектор и граѓански организации е да бидеме коректор на власта во ова општество. Меѓутоа, она што не загрижува нас е отсуството на перцепција од страна на властите дека ние сме тој кредибилен и рамноправен партнер кој може да им помогне во да кажеме напредувањето на состојбите со еднаквост и недискриминацијата. Впрочем, доказ за тоа беше и последната расправа која што имавме месецов во рамките на Комисијата за еднакви можности во однос на законот за спречување и заштита од дискриминација. Ви веќе спомнавте, значи ние застапувавме за дополнување со конкретен амандман на член 18 кај што ги баравме овие работи, детални законски рокови, инклузивна постапка, вклучување на граѓански сектор, интервјуа во живо на собранискиот канал пренос во живо, интервјуата да се следат од страна на граѓаните со цел луѓето да бидат информирани и да ги зголемиме очекувањата и кај самите луѓе. Затоа што голем број на луѓе, извинете, во оваа држава не се запознаени дека воопшто постојат законски можности за заштита од дискриминација. Ги спакувавме дел од прашањата во овие 15 минути на брзина. За крај некаде на разговорот би ве прашал како го оценувате законот во ново донесениот закон кој што реков на 27 октомври беше донесен, не е нов, условно кажано препишан од старите решенија од 2019 година, меѓутоа му оди во полза на институциите пред се, на граѓаните пред институциите. Ние ова законско решение уште кога беше усвоено во мај, значи 2019 година, го оценивме како позитивно, впрочем и самите законски одредби се уредени така како што се уредени како резултат на застапувањето на самиот граѓански сектор. Тоа што имаше недостатоци во постапката пред собрание и што беше укинат од страна на Уставниот суд не е по наша вина. Во суштина станува збор за исто законско решение. Од тој аспект мораме да нагласиме дека новиот закон за спречување и заштита од дискриминација создава барем законски предпоставки или предуслови за вистинско напредување на состојбите на ова поле. Од една страна имаме проширување на надлежностите на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, но и усвојување на законски одредби кои ќе придонесат за зголемување на транспарентноста, отчетноста и ефективноста во работата на ова тело. Следејќи го примената на тој закон и тоа првиот чекор од примената на тој закон, односно формирањето на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација лани,
и ова што сега го напоменав како неуспешно заврши таа постапка, ние детектиравме како граѓански организации дека е неопходно во тој дел на законот, заради оваа причина, во тој дел на законот е неопходно да се доуреди, односно да се внесат законски одредби кои ќе гарантират на транспарентна постапка дека ќе бидат избрани независни членови. Иако не беше прифатен овој амандман да се усвои сега со неодамнешното усвојување на законот страна на собрание, изјавите на представниците на власта се дека тие ќе спроведат транспарентна постапка, нели како што треба, транспарентна и независна постапка, а ние како граѓански сектори како ќе го следиме овој процес. Впрочем, ние го следиме процесот и на формирање на комисијата, усвојување на законите и формирање на комисијата, но и процесот на избор на народен правобранител, затоа што и таму се доцни доста. И повторно суштина е тоа, недостаток на политичка волја за организирање на овие постапки како што треба, транспарентно, без влијание на политичките партии. Она што ние ќе продолжиме да го правиме е тоа будно да следиме процесот на избор на членовите на ова тело и воедно да информираме на јавноста за евентуални недостатоци во рамки на овие процеси и воопшто да ја информираме јавноста за се што се случува во рамки на таа транспарентна постапка. Вие ќе следите постапката, ние ќе видиме тука за да ги пренесеме тие ставови, нели стручни наблюдувања. Јас ви благодарам за одвоеното време. Се гледаме сигурно во студиото и понатаму. Многу се важни овие апели, овие извештаи, овие сузбивања на она што значи работа на институциите од страна на невладиниот сектор. Важно е да се транспарентно избираат сите членови на оние институции кои што се важни пак за зачувување и унапредување на правата на нашите граѓани.